Дали СДСМ е од Бихачка или од Горњи Милановац, овие из Бихачке су продали веру за вечеру. Мало су се љутили, па су се заканули на другарици Славјанку и другару Шему. Или ви, или странку, бирајте другови. Овие од СДСМ, од што се неспособни, не знаат ни едно соопштение да преведат. Откако пред една недела за обвинителството напишаа тужилаштво, сега имаат нов бисер и се вика продали веру за вечеру. Господе Боже, те имали. Оваа политичка кованица, која е преведена од српски, никогаш не се употребува во македонскиот говор и означува некој што се одрекол од својата вера или минато за една вечера, односно од корист. Вук Караджич се превртува во гроб, а Блаже Конески бара лектор. Следното соопштение на СДСМ очекуваме да почне со помаже Бог другови. Раководството на СДСМ е во паника откако се појави нова иницијатива наречена Разговори за Македонија од незадоволни членови на партијата, меѓу кои има поранешни пратеници, сегашни пратеници, министри. Тие бараат реформи во СДСМ и заминување на лидерот Венко Филипче. Скопското крило против селјачкото од Струмица. Кај едните е паметот, кај другите кешот. За сега води кешот. Паметот се уште чека вар проверка. Дали ќе биде како онаа бугарската? Тоа што не може да се купи со пари, може да се купи со многу пари, или пак ќе биде ум царува, ум дарува. Што би рекле оние полиглотине од Центарот за комуникација од СДСМ, ко другоме јам копа, само не упада. Овие незадоволниве за Филипче рекоа дека може би е добар доктор, ама за политика е тапа и треба да се повлече. Со други зборови, знае да стави инфузија, ама не знае да ја оживее партијата која е пред клиничка смрт. Што е право, право е. Ама кај докторот суетата е голема колку зградите во Дубај, па најави дека ги дискутираат за санкции за Славјанка која е актуелен пратеник. Не би ме чудело да ја исклучат по кратка постапка, како преки суд на времето за да покажат кој коси, кој вода носи. Жалба нема, само известување дека се само исклучиле од љубов кон партијата. Во СДСМ дисциплинската е единствената реформа што функционира, откако не успеа да ги исклучат од партија Јован Деспотовски и Петре Шилегов, сега ќе се изживуваат врз Славјанка која имаше храброст јавно да излезе и да каже што мисли за состојбите во партијата. Наместо да си ја чукнат главата до која дереџа ја донесоа партијата, Венко и компанија етикетираат ова фракцијава била знам 2.0, па ги контролирал Мицкоски. Со СДСМ е лесно. Ако не мислиш исто како председателот, автоматски стануваш човек на Мицкоски. Слаб СДСМ е добар за ВМРО ДПМН, ама лош за Македонија. Ако продолжат вака, ќе бидат на нивото на оние партии чиј рейтинг е на ниво на статистичка грешка. Ако не им е јасно, нека ги видат резултатите од последната анкета. Разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е 3:1, а помеѓу Мицковски и Филипче 5:1. Преведено во бројки, ова значи дека СДСМ на изборите не може да се надева на повеќе од 10 пратеници и 100.000 гласови. Ете затоа на Бихачка не сакаат избори и договор за изборниот законник кој е дел од реформската агенда за ЕУ, а нели во СДСМ полна им е устата со ЕУ, се интересираат само за парите, односно колку кеш ќе добијат. За друго име гајле, си знаат они дека ќе изгубат, ама пари се пари. Демократијата може да почека, буџетот не, или пак за диаспората. Не сакале диаспората да гласа електронски за да немало нерегуларности, иако тоа треба да важи дури за председателските избори во 2029 година. Па нели Филипче викаше дека на следните парламентарни избори ќе победат. Зошто се плашат? Вај да не мислат сами себе да се крадат кога тие ќе имаат контролата врз изборите. Нема врска. Во СДСМ се плашат од електронско гласање како баба што се плаши од мобилно банкарство. Изгледа интернетот е опасен само кога гласа диаспората. Заев, ваков, таков, без многу памет, убаво си кажа на времето кој е нивниот проблем. Нема шанси да им дадеме 3:0 од старт на ВМРО ДПМН. Сега Филипче сака службено да ги добие и селениците. Мало сутра, што би рекол Заев. На локалитетот Градиште кај Битола пронајдени се антички монети од времето на Филип II.
Можеме само да си замислуваме што ќе се случеше ако вакви пронајдоци беа откриени во времето на СДСМ на Заев и Димитров. По кратка постапка ќе беа испратени во Грција и уште ќе им се извиневме во името на добрососедството. Се разбира. За крај на овие 5 минути со Чавес ќе откриеме еден медицински феномен. 50% од администрацијата е на боледување поради болки во кичмата. Ги разбираме, не е лесно да се издржи 8 часа на едно столче, а докторите советуваат да се истегнеш на секој половина час. Треба да се издржат сите оние часови поминати во играта солитер. Мислите дека е лесно? Или пак со сати да седиш на мобилниот додека бараш ефтино сместување во Грција? Еве и нас полека не фаќа кичмата и може би е време за одмор, иако не работиме во јавната администрација. Се гледаме следната недела, освен ако не фати половината.